بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салават и селам од мирот и спасот нека бидат на нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска гледаме каква ситуација во дуња. Денеска неправдата, зулмот зел голем замав. На секоја една страна, на секоја една страна од светот се нанесуваат голема неправда, голем зулм. Зулмот има достигнато кулминација, неговиот врв. Аллах Джелешану вели во хадиси кудси: "Я ибади, инни харрамту зулма", о мои робови, ја на мене зулумот, неправдата го забранив, сам на себе Аллах го забрани. Аллах не е оној кој прави зулум, неправда. Аллах на себе го забрани ова. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. И го направив помеѓу вас зулумот, неправдата да биде харам. И немо едни спрема други зулум да нанесвите. Зулум неправда. Да бидете неправедни едни спрема други. Али време во кое живееме, ова како да имат спротивно од ова наредба на Аллах Джелешану. Хасатен, јани специјално правим муабет за тие што се нарекуваат муслимани. Не знет опасноста од овој збор зулум, неправда. Пегамбер алейхиссалам кога го прати на Муаз во Јемен, меѓу другото, меѓу тие сите совети, му рече: плаши се од довата на мазлум, на тој кому му е набрана неправда. Плаши се од таа дуа. Плаши се од човек на кому му е нанесена неправда, плаши се од неговата дуа. Таа дуа Аллах Джелешану ја крива во сема, над облаци. И е вели дека на тебе ќе ти се одзвијам и ќе ти се осветам, макар и по некое време. Мојте биди тя не одма, мојте биди по некое време, ама Аллах даде завет дека ќе ја ислуша таа дуа, дека ќе му одговори на тој на кому му е направена неправда. А овие зулумчари, што нанесве зулум, ова ќе ги стигне иште во дуња и во ахирет. Ова е одговор на Аллах Джелешану, ќе ги стигне во дуња и во ахирет. Тема на денешно зборување ќе биде кој е најголемиот зулум, неправда, најголемиот. Кога се спомни зулум ке нас, одма знаеме дека ако некој на некого му не прави која неправда, ова е најголемиот зулум. Али ова не е вака. Ова не е најголемиот зулум, најголемата неправда. Овај зулум се дели на три големи делови, после има други подвидови, најголеми три видови. Најголемиот зулум, најголемата неправда која може да ја направи човек е ширк. Да направи ширк на Аллах Джелешану.
Човек што прави ширк на Аллах Желешану направил најголема неправда во дуња. Вели Аллах Желешану: "Инна ширка ла зулмун азим." И навистина ширкот е најголема неправда. Азим, нешто најголемо. Најголема неправда е да направи човек ширк. Број 1. Од тие видови 3, број 1 човек да не прави неправда према Аллах Желешану. Да направи зулум на ова верување. Кој мало го знае. Тој јас сум чист, немам со никого ништо. А со Аллах имам нешто. Му прави ширк на Аллах Желешану. Инна ширка ла зулмун азим. Ширкот навистина е најголем зулум, најголема неправда која може да ја направи инсан во дуња, најголемиот грев, најголемото джериме, злосторство што може да го направи инсан да направи ширк. Втор вид, ќе стани збор, второ нешто, зул на себе си. Да си направиш неправда на себе си, само, на твојот нефс. Ова спадва во групата на неправда и на зулм. Да нанесеш сам на себе штета. Вели Аллах Желешану: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. А кој ќе ги прескочи границите од Аллах, оквирите од Аллах, ќе ги прескочи, ќе ги прекрши, тој направил зулум сам на себе си. Сам си нанел неправда на себе си. Сам си направил зулум. На никому други, него сам на себе. И третиот зулум спрема другите. Третиот група на зулум, на видови на зулум, на неправда, е да му нанесиш неправда на другите. Вели Аллах Желешану за ова нешто: немој да се секирате овие мазлуми, овие кои ви е нанесен зулум, неправда. Немој. Иако не стигнала осветата од маздата од Аллах Желешану уште, ќе стигне. Аллах даде збор дека ќе стигне. И Аллах вели: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ظَالِمُونَ. Немој да мислите дека Аллах Желешану е немарен спрема она што го пред зулумчарите. Немој да мислите дека Аллах е немарен спрема она што го пред зулумчарите. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Него Аллах Желешану е од долговлекви нивната казна за денот во кој ќе се скаменат нивните погледи. Ќе се вкошане, ќе се ококораве нивните погледи. Мухтиине мукнии руусихим. Ќе одет брзо и со наведнати глави устрамени. Ла јартедду илејхим тарфухум. И нема да може да клепке со нивни очи ококорени, ќе му виде нивните очи во суден ден ова нивна ситуација. Со трчање, наведнати глави, ококорени очи. Вели Аллах: وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. А нивните срца празни. Празно ќе бијат, празно, нема ништо во нивно срце. Од тој страх што ќе го имат во суден ден, нема ништо да имат од негово срце. Како дошло во други ајат, нивните срца ќе дојдат во гуша, во грло, од страх. Не овдека, него во грло ќе му дојде срцето од страх, но еве зулумчари. Али ова казна иште во дујна ќе дојде. За овие зулумчари. Уште во дујна ќе дојде. Како кажавме, најголемиот вид на неправда на зулум е ширк. Еден човек треба да внимава многу околу ова месеце. Треба да види предпазлив многу на овој ширк. Кога опоменуваме за ширк, кога зборуваме за куфар, за неверство, кога се зборува за ова нешто, така направиле тие дин душмани, одма за тој што зборуваат за куфар, да се помисли дека ова е хаварич, дека ова не ги сакат муслимани, дека ова ги текфират на муслимани. Ова не е точно. Куран зборува за ова. Отвори во Куран секоја една страна зборува за ова. Зборува за ридде, зборува за куфар, зборува за мушрикун, за муртедун. Зборува Куран, секоја страна зборува за ова нешто. И ние го кажуваме ова број еден да не паднеме ние во ова нешто. Ова е ширк зашто е најголема неправда. Зошто го кажуваме ова? Види еден ајет, кога би биле ние трезвени,
кога би го сакале динов, велите Аллах Джелешану на пејгамбер алейхи селам и за нас важите. На пејгамбер алейхи селам директ и за нас важи. Велите Аллах: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Велите Аллах Джелешану на пејгамбер алейхи селам: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, и ние на тебе ти објавивме. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, и на оние што дојдоа пред тебе пејгамберите, не само на тебе, и на другите што дојдоа пред тебе. وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ, ако направиш куфар, ако направиш ширк на Аллах, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, ќе ти пропадне сите твои дела. На пејгамбера е само ова, специјално, а и за сите во овој умет важи това е. Ќе ти пропадне сите твои дела, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ќе видиш од оние што се изгубени. А ова е ширк. Вако предупредување доби пејгамбер алейхиселам и сите пејгамбери одамна. И тие пред тебе што бе, сите до еден добие вакво предупредување од Аллах Джелешану доколку направи ширк. И сега ова не е хавариджизам. Ова е сакање добро на умметот. Ова е сакање добро на муслиманите. Ова Аллах Джелешану го кажува. Ова не мое. Ова Аллах Джелешану го опомена пејгамбер алейхиселам. И ја тебе те опоменувам и мене некој ме опоменува. Секој некого треба да го опоменува ако сме верници. И ако те опоменам, не те обвинувам. Не ти кажувам дека си паднал во тоа нешто. Од опасноста на ова нешто ти го кажувам ова нешто. Од тие ширкови број еден е таа дуа. Да се бара дуа од некој други, не од Аллах Джелешану. Да му се прави дуа на некој други, а не на Аллах Джелешану. Да се прави дуа на некој шејх кој умрел пред 100.000 години. Да се барат од негов гроб. Да се барат од некој жив нешто што не е кадар тој да го направи теа нешто, освен Аллах Джелешану мој да го направи теа нешто. Да се барат од некој нешто што е во можност. Дај ми вода, дај ми, ако имаш пари, дај ми ова, во мој теа нешто, ова не е ширк. Не е ширк ова. Ширк е да бараш од некој гроб, дај ми мене ти да имам жена, дај ми мене ти да имам деца. Ако не ми дадеш ти, нема да имам. Ова е проблем. Вакво нешто, ваква акида се пласира денеска во наши простори, во наши места. Да се барат од вакви гробови, да се барат од вакви шејхови. Рахметот, само со рахметот од Аллах и од овој шејх. И никој не зборува за ова нешто. Кога некој напомени ширк, текфир, куфар, за ова се зборува. А кога се зборува за ова, никој не зборува. Кога се учат тие деца да му носят салават, да му носят селам на тие шејхови, никој не зборува за ова. А? Зошто ова нешто? Зошто дошло вакво ова нешто? Голема грешка. Че западнеме сите во вакво нешто, или близко или далеко. Че биме обкружени со вакво нешто. Ако не преземаме нешто за да го спречиме ова нешто. Ако не зборуваме за хакот, батилот ќе го крени неговиот глас. Му кажаме на имам Ахмед, зошто ти зборуваш да не земиме хадис од овој дека овој ваков мунафик. Како можеш да кажеш ти? Кажуваш гибе за него. Рекол, теа не гибе, теа не е гибе. Ако замолчам ја, ако замолчи тој, луѓето ќе почне да ги следат на тој батил. Некој треба да зборови за тој батил. Те е джихадул екбар, најголемиот джихад да се зборови за ова нешто. Да се каже за тие што сакаат да ја уништат ова акида, да ја уништат овој дин, да воведат некој новотари во овој дин. Да му се прави сежде на некој други, а не на Аллах Джелешану. Ова е ширк. Сме зборувале многу за овие ширкови. Сме кажувале многу и не треба да застаниме, треба секогаш да се кажува, да се опоменува. Веќе Аллах Джелешану. وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِرٍ. А тие што ги повикуваат, веќе Аллах, зове, што ги повикуваат. Тие вели неме во нивно власнишство ништо, ни китмир. Китмир превод на македонски е од урмана, гарлушкана што е обвиткана, лушпана. А ништо е обвиткат, она коскана од гарлушкана. Тие не го поседне веќе Аллах Джелешану ни ова нешто. Од кој вие молите од ними,
барате од ними. Тие нема никаква моќ, никаква сила, никакво власнишство. Ин тад'ухум ла есма'у дуаакум. Ако ги повикате, тие нема да ја слушнат вашата дуа. Нема да слушнат вашата дуа. Валау самиу, и кога би слушнале, а нема да слушнат, мастаджабу лекум, и нема да ви одговорат на вас. И сега иде, зошто е ова, текве, зошто е ова куфар? Да бараш ти од некој други, не од Аллах Желешану. Велите Аллах Желешану продолжи во ајето. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِكُفْرِكُمْ. И во суден ден тие, ове шејхој, ова улема, ове што се ги повиквеле во гроб, во суден ден тие ќе напред куфар во вашиот куфар. Тие ќе го негират теа вие што сте го преле за нив. Тие ќе напред куфар, односно тие ќе видат бери, ќе се оддалежат од ова дело вие што сте го направиле. Одека исто моментално што се шири ваква пропаганда, ваква акида. Теуасул. Дали е дозволено или не е дозволено, да се има посредник. Со нешто да се доближиш до Аллах Желешану. Теуасул со нешто да се доближиш кај Аллах Желешану. Рецимо, ке тие каршено име тојш кај те од тоа место ке попод, ја грешив ова, опростено. Ојш таму ке другите опростено. Во ислам, теуасул со некои дела дали е дозволено да се доближиш кај Аллах Желешану. Да бараш од Аллах Желешану. Има три дела следели овој теуасул. Посредништво. Нешто што те доближува до Аллах Желешану. Веза помеѓу тебе и Аллах Желешану. Прво има едно што е дозволено шеријатски. Дозволено шеријатски. Втор дел куфар. Ако на овој начин, што ќе кажеме, правиш теуасул кај Аллах Желешану, ова е куфар. И трето, бида. Шеријатски, да правиш посредништво кај Аллах Желешану, видите Аллах Желешану, пример, وَلِلَّهِ يَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. Аллах Желешану има убави, лепи имиња и кога правите дуа, повиквете го со тие имиња. Я Рахман, Я Азиз, Я Кауи, Я Раззак. Ние правиш теуасул со ова име. Не го повиквиш кај Аллах Желешану со ова име. Ова е дозволено и Аллах Желешану го дозволјава те. Значи имаш потреба од риск. Я Раззак, ти мене обскарби, моти кои си собственик на сите ризници, ти мене дај ми риск. Бараш опрос, Я Рахман, Я Рахим, смилувај ми се. Ова дозволено. Второ дозволено со дела. Прошлиот ден кажавме тие тројца што заглавија во пештерата, се повикаа на нивни дела. Ја Аллах, ми направивме филан дело, ако беше со ихлас, ти дај ни ова. Правиш некој дело во дуња, Аллах, ја прев хаџ, продај хаџов, ако беше со ихлас, ти мене дај ми ова. Дозволено. Дозволено. Второ, нешто што е ширк. Теуасул. Да се прави теуасул со тие шејхови, со тие гробови, со тие турбиња. Дека тие те поврзе со Аллах Желешану. Дека тие се веза измеѓу тебе и Аллах Желешану. Ова е ширк, чист ширк. Дека ако ти не можеш да се доближиш кај Аллах Желешану директно. Ова е галтан, грешка. Ти можеш директно да разговараш со Аллах Желешану директно. И Аллах Желешану вели така во Куран, барат од нас, да го повиквеме на Аллах Желешану, тој е близко и ќе се одзвие на нашите дуа. И трето, бидат. Што е бидат? Значи, ова моите пандити во куфар, моите пандити, али основа базава е бидат. Да се повикви, да се прави теуасул со делата на другите. Ја Аллах те молам, во зикрот на овај шејх, ти мене дај ми ова. Ја Аллах те молам во ибадетот на пегамбер алейхи селам, ова многу познато ке арапите. Ја Аллах те молам со добротото на пегамбер алейхи селам, ти мене дај ми ова. Ова е бидат. Значи во некој степени може да настане и ширк, во зависност како се изговара таа дуа. Вели Аллах Желешану: "Иттахаду мин дунихи аулијаа ма тад'уухум илла лиюқаррибуна иля Аллахи зулфа." Вели Аллах Желешану и тие зедоа покрај Аллах Желешану други богови. И рекоа и велат:
ма нед'у, и ние не ги повикуваме на ними за ништо. Ова бе Куреш во Мека, и ние не ги повикуваме за ништо, ними освен да не доближат кај Аллах Желешану. Ние не ги обожаваме на ними, ове само да не доближат кај Аллах Желешану. Вака кажа Куреш. Кога ги праша пегамбер алейхиссалам, и сахабите рекле, не, ние не ги обожаваме на Узза, на Менат, него ове ни се посредништво измеѓу нас и Аллах Желешану. И Аллах Желешану кажа дека ове куфар. Така ове денеска што се повикват дека треба да имат некој измеѓу тебе и Аллах Желешану. Дека ти директно не можеш да контактираш со Аллах, со дуа, со ништо, во намаз, шејхот треба да кланат, и тоа е таа жица помеѓу тебе и Аллах. Неулу билна. Ваква акида сакат да се пласира овдека. Сакат да се метни ваква акида во нашиот народ. Еден исто опасна работа во овој зум, во овој ширков, е рија, претварање. Но едно тие да се претвара човек. Ова рија, ова претварање се дели на два дела. Еден дел куфар, голем, што човекот го вади од вера. Други дел мал куфар, што не го истават од оквирите на ислам, треба специјално теуба, за да му се опрости тој грех. Рија, претварање, која го истава човекот од вера, прави некое дело од почеток со ниет за другите, или за некоја цел, не за Аллах Желешану. Иде во џамија за некоја корист. Иде за нешто, има ниет да го сретне некого, или да научи нешто, или да види нешто. И цел таков ниет од домот од џамија дека се врати, го има двата. Ова куфар што го истава човекот од вера. Мал куфар рија, човек иде од дома, пример, го зеловме намаз, за секој едно дело. Намаз иде во џамија. Ние за Аллах, абдес за Аллах, иде во џамија, влегли почви намаз. За Аллах, го прави. Осетви некој дека до него го должи малку негов намаз. Го разубавја малку негов намаз, али пак концентрацијава е врашнат кај Аллах, ова е мал куфар. Човекот не го истава од вера, али ова е мал куфар. Ова треба специјално да се прави теуба. Рекол пегамбер алейхиссалам за ова рија. Присутно е. Рекол за ова рија, се плашам за мојот умет, зашто ова е ширк. Ширк е нарекол пегамбер алейхиссалам рија, поради ова нешто. Ова е ширк. Е толку скриен, толку нежен, толку таинствен, че потаинствено чекор од на една мрава, во една голема пустина, во црна ноќ. Дали може да ја приметиш тој чекор, јани? Дали може да ја приметиш таа мрава во таа пустина, во таа црна и темна ноќ? Така рекол пегамбер алейхиссалам, кога опишал рија. И сахабите му рекле: "А Расулуллах, што не советуваш ти?" Тоа пегамбер алейхиссалам ги учил на сахабите на дуа. Добро да се прави таа дуа. Ова дуа сахих, јани ова е хадис сахих. Вели: "Аллахумма инни а'удhu бика ан ушрика бика wa ana a'lamu." Господару, ти се приклонувам ке тебе да не направам некој ширк, односно рија дошло за ова, или ширк, да не направам ширк, а ја да знам за тие нешта. Како кажа, да знам за тие нешта. Ти се приклонувам ова, заштити ме ти мене на ова. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. И барам опрос за тебе за теа што не го знам. За теа нешто што ќе го направам без знаење, или што сум го направил без знаење. Значи, Господару, заштити ме. Заштити ме ке тебе да не направам некој ширк, или рија, или некое дело, а ја да знам за теа нешто, со знаење да го направам. Овој куфар со знаење да го направам. А ти барам опрос на тебе, Аллах, од тие дела што сум ги направил, вакви, а не сум знаел. И што ќе ги направам, а не сум ги, нема да ги знам. Вториот зулум, вториот степен на зулум е зулум на себе си, како кажам. Тој што ги прекрши Аллаховите граници, што излегви од оквирите тие што Аллах Желешану ни ги дал, излегви и ги крши. Тие, тој прави зулум сам на себе си. Не го прави намазот тамам, или не го прави хидж, ги скршил тие граници.
Овој направил зулум. Не го плаштат закатот, овој направил зулум. Не само на себе, него и на тој што требало да му го даде закатот. Два зулуми. Зошто богатството Аллах Желешану од сиромасите го дал во богатите, овие да го врате со закат и со садака. И во суден ден тие што не го даде закатот ќе се претвори во хадиси дошло во змија, или во гробиште, има други хадиси, и ќе го маве на овој собственик што не го извршил ова нешто. Не го извршил хаджот, не го извршил постот, ги скршил тие граници кои Аллах Желешану ги поставил за него и тој направил зулум сам на себе си. Секоја една забрана што Аллах Желешану е забравил, ова е направил, тој само направил зулум на себе си. Секоја наредба и не е направил, тој направил зулум на себе си. Немој да мислиме, а не го правам зулум никому. А овие сиве граници ги кршиш и ти си тамам. Не си тамам. Ти си зулумчар. Голем зулумчар. Сам на себе си зулум си правиш. И во суден ден овој зулум ќе ти биде тешко на тебе. Треба да одговара за секоја една прекршување на една граница. Човек треба да биде внимателен, да внимава. Дошол Џибрил алейхи селам ке пегамбер алейхи селам го рекол еден хадис. Вели: Ишма шите фа иннека мејит. Му рече Џибрил алейхи селам на пегамбер алейхи селам: живеј колку сакаш и како сакаш, али знај дека ќе умреш. Знај дека ќе се преселиш еден ден. Мухаммед на пегамбер алейхи селам рече Џибрил алейхи селам. Се вели во некој хадиси дека ова дојде во време кога му нуде на пегамбер алейхи селам да биде градоначалник во Мека, да му дадат барто, со злато, што сакат да биде, само да го оставите овој ден. Да го оставите, трми се овој, не овој трми. Се вели дека тоа дошол Џибрил алейхи селам. Продолжи хадисот: "Ва ахбиб мен шите фа иннека муфарик." Сакај кого сакаш, кого сакаш, али знај дека еден ден ќе се раставиш од тој што го сакаш. Ќе се разделиш. И трето: "Ва'мал ма шите фа иннека муџзи." Работај што ќе сакаш, али знај дека за тоа што го работаш ќе бидеш награден или казнат. Сигурно е. Награден или казнат. Продолжи хадисот: "Ва'лам анна шарафул му'мин қиямул лейл." Қиямул лейл. Знај дека почеста, возвишеноста на еден верник е ноќниот намаз. Иззето него, почеста негова е да прави қиямул лейл, ноќен намаз. Ва иззуху, гордоста негова е истигнауху анин нас. А гордоста негова да не биде зависен од ниеден човек. Да не биде зависен од ниеден човек. Се вели сахаби, преле дуа: "Аллахуме ла теджал бейни ва бейнека фи риски сивак." Ja Allah, немој да направиш ниеден помеѓу мене и тебе посредник да биде во рискот освен тебе. Ниеден да нема посредник, освен тебе. И трето, зулум на другите луѓе. Да му се прави зулум на другите луѓе. Како кажавме, Аллах Желешану вели: немој да мислите дека Аллах Желешану е немарен, дека Аллах Желешану не внимава на тие што презулумјат, дека не е во примотра на ниве. Аллах ги има во примотра на ниве. И внимавај од ти да не бидиш од оној кој презулум. Хаса, специјално, немој да му прави зулум на некој кој нема да го поможи на него. Освен Аллах. Ако негов поможник е директно Аллах, немој да му прави зулум. Се чудиш утре што те нашло. Зошто си западнал во ваква ситуација? Што ти се случува од тебе? Ова е поради зулмот што си го направил. Поради неправдата која се направил. А број еден се почви од твоја жена и твои деца. Тие кои се во твое власништво. Тие за кои си одговорен. Тие за кои во суден ден ќе одговараш за ними. Па продолжиш после за сите други кои се во твоја надлежност. Комши, други, трети, работници, газда си, имаш работници за си, ове ти си одговорен. И треба да не му нанеси зулум на ниеден од овие. Хасатен, денеска специјално, уште како од џахилијето станало, како од време на сахаби, пред ислам.
Од арапи, кога ги мразеа женски деца, ги закопуваа живи во земја. Од страм за породица, страм мислеа за породица овас, јани за риско, од страм. И ден денеска ова влеши лоза од таму. Му се прави зулум на овие женски деца денеска. Овие женски деца денеска се исклучват од мирас, од наследство. Се мажите немаат наследство за него. Жално. Не треба да биде вака. Ислам не е вака. Аллах Желешану наредби дека треба да имат и занимјани за женските деца. Нажалост, пред некое време ме праша еден брат дали му следви на негова сестра наследство. Да. Му следви. Па највид изговори, највид мани, највид не знам што за да немат ја. Како е могуче ова? Да се чуди Бога. Аллаху му стане. Внимавај да не му направи зулум на твоја жена. Што денеска многу сме запамнале во ова нешто. Мислиме дека наши жени се робови наши. Не е точно. Не се наши жени наши робови. Мислиме дека наши жени се наши изметчи. Не е точно. Не е точно да се наши изметчи тие. Виж. Не се должни да ти бре таков измет како бараш тие. Многу зулум се прави во ова поле. Треба човек да биде внимателен. Зошто твоја жена нема кој да ја поможи, не освен Аллах. Немој да се чудиш утре ако те задесило нешто. Твои деца, многу зулум му се прави на тие деца. Многу зулум денеска му се прави. Како кажавме од овие женски, па и напред. Ти за твое задоволство, за твое нешто трошиш пари, гарба. А за ними не вложиш. Во нивно учење, во нивно школување, во нивни одгој, во нивно освеживање. Мака не бе сахаби. Сахаби, све пари што има е после сахаби, табини, овие први генерации ги вложме во одгој на нивни деца. Не да купат добар телефон, да купат добра кола. Не, во ова не го вложве сахаби. Ова е зулум. Зулум на твои деца. Најголема садака, највредна садака, рекол пегамбер алейхи селам, човекот кој ќе потроши за својата фамилија. Ова садака е. Ове пари се пишат во еџер, во села. Ова ти одат во твое конто, немој да се секираш. Ама немој да нанесвиш зулум. Немој да нанесвиш неправда. Ти разговараш и се смееш со други жени. А твоја жена не ја оставаш да комуницира со нејзин махрем. Грешка. Грешка, брат. Грешка. Немојш ти да бидеш така лош. Немојш ти да бидеш така залим, зулумчар. Ти се смееш со други жени, а твоја жена не оставаш да комуницира со твои роднини. Ова е многу голема грешка. Со нејзин роднини. Да внимаваме на тој зулум спрема тие други луѓе, многу е. Да не му влеземе во зулум, да не му направиме неправда на некој други. Зошто и време е денеска да ги решиме овие зулуми што имаме, што сме му нанесли неправда на некој денеска. Се мисли денеска додека се преселиме во Ахирет. Зашто кога се преселиме во Ахирет, нема да важат динари и дирхеми. Односно нема да важат евра таму за да се откупи за некој греф што се го направил на некој. Тога ќе важи твој намаз, твој зекат, твој хадж, твој дела. Ова е рекол пегамбер сам банкротиран човек. Рекла Расулот, кој е банкрот? Знаете кој е банкрот? Ја Расулот, не кој е банкрот? Рекол онaj што има намаз, пост, зекат, хадж, али некого го опцул, некого го удрил, пролијал нешива карфој во суден ден, ќе дојде ти ќе барат од негови добри дела, кога му се сосе негови добри дела, ќе му даде на него од негови лоши дела, за да се очисте со него. Многу да внимаваме на овај зулум бреча кој се нанесви денеска во дујна. Али човек, ако почне по овој степен, не треба да гледат дали тој му прави зулум на другите, него да се пресметат себе си во овие три категории, не само во една. Дали прави на другиот зулум, не, супер. Не, правиш на себе зулум. Немој пази да не правиш на Аллах зулум. Да не правиш шир. Ова не е голем зулум. Значи, ако човек е поправи такидата, лесно после другиве нешта може да ги реши. Ама ако не ја поправи такидава, сиве други нешта му се носамени. Сиве други нешта му се бати. Иншаллах Аллах Желешану да не направи до дојне кој ќе видиме внимателни спрема хакот на другите луѓе, кој нема да му правиме неправда на другите луѓе.
I inshallah Allah Đelešanu da ne proživi su ona skupina sadikin, šuhada, osudenden. Subhanak Allahumma bihamdik, nešhadu an la ilaha illa anta nastagfiruk, wa natubu ilayk.